основоположник на позитивизмот е Огюст Конт и тој инсистира целото познание да стане научно. Огюст Конт е роден 1798 година, а живеел до 1857. Студирал на Високата политехничка школа во Париз. Потоа предавал математика и механика и ги критикувал академските кругови за недостојна научна политика, како и за фактот што не ја прифаќаат неговата филозофија. Имал тежок живот, се издржувал од помошта на колегите. Своето учење го изложил во делото Курс на позитивната филозофија. Своето учење го изложил во делата Курс на позитивната филозофија, Расправа за позитивниот дух, Систем на позитивната политика, Позитивистички катехизам и така натаму. Позитивизмот инсистира на се она што е сетилно дадено, достапно и восприемливо како појава. За човекот е неопходно реално знаење кое е потребно да се предвиди, а со тоа и да се действува. Своите идеи за развој на научното сознание Конт ги објаснува со теоријата за 3 стадиума на развојот на знаењето. Тие 3 стадиума се теолошкиот, каде сите појави се објаснуваат со надприродни божествени сили и суштества. Потоа метафизички, каде појавите се толкуваат со поеми, абстракции кои се сфаќаат како суштина на предметите, например субстанција, атрибути, својства, ум, душа, живот, енергија, природа. И на крајот позитивен стадиум, кој е период на организирање на општеството, ширење на науките и засврснување на самосвеста. Кај теолошкиот стадиум имаме 3 фази, а тоа се фетишизам, каде имаме обожавање на предмети животни, политеизам, обожавање многу антропоморфни персонализирани божества и монотеизам, обожавање еден персонализиран бог. За Конт, филозофијата представува систем на единство на отделните науки. Терминот кој го создал Конт за науката за општеството е социологија.